Државниот завод за статистика останува на ставот дека пописот треба да го утврди резидентното население, односно населението кое реално живее во државава. Иако Уставниот суд ја укина методологијата според која во пописот во 2021 имаше поделба на резидентно и нерезидентно население, од заводот вела дека одлуката ќе биде почитувано, но повторно ќе се бројат само тие што живеат во државава. Институциите веќе работат на подготовка на електронски попис, кој ќе биде заснован на административни бази на податоци. Според статистичките стандарди, законот за попис треба да биде донесен најмалку една година пред негово спроведување. Статистичката методологија согласно меѓународните стандарди нема потреба од поделба во смисла нема потреба од опфаќање на нерезидентното население, затоа што целта на пописот е детерминирање на резидентното население, односно оно население кое што живее во државата, и тоа е и основна статистичка дефиниција. Така што ние како Државен завод за статистика ќе ја земеме препораката на Уставниот суд. Државниот завод за статистика веќе започна подготовки за следниот попис, кој според меѓународните стандарди се очекува да се спроведе во 2031 година. Планот е пописот да биде електронски и базиран на административни извори на податоци, односно регистри што ги водат институциите. За таа цел потребно е подобрување на квалитетот на податоците и координација помеѓу институциите кои ги водат овие бази. Сепак предизвик ќе бидат одредени бази на податоци, како таа на МВР, а посебно случаите на лица кои имаат повеќе државјанства и престојуваат во странство со помош на пасош од други земји, а формално се водат дека престојуваат во држава, бидејќи не е евидентиран нивниот излез. Според директорот на ДЗС станува збор за позната слабост на административните извори, бидејќи дел од лицата кои стекнале резидентен статус во странство не го одјавуваат статусот во Македонија. Ние овие слабости имаме статистички методи како да ги елиминираме, и затоа јас велам дека не можеме единствено да се подпираме на еден административен регистар, затоа ние во рамки на статистичкиот регистар на население користиме повеќе регистри и статистичка методологија која што ни овозможува точно детектирање на резидентното население и елиминирање на овие поедини слабости. Од Државниот завод за статистика вела дека целта е да се воспостави статистички систем кој ќе овозможи поредовно и попрецизно утврдување на населението, при што институциите ќе треба да работат на подобрување на квалитетот на административните податоци.